Посетата на струмичкиот градоначалник на кабинетот на господин Раовлин немаше никаков ранг на државна посета, ниту пак на работна посета, ниту пак на било каква средба на која се зборувало за политички теми, како што зборуваат државниците, пишува Република. Израелските државници имаат по 20 до 30 вакви средби во текот на еден ден, со разни гости од културата, спортот, бизнисот и други општествени сфери, стои во текстот на Република. Такви средби во Македонија има и нашиот претседател Иванов, а се сеќаваме дека и Борис Трајковски имаше такви чести средби. Премиерот Груевски на дневна основа има по 20 такви средби, кои владината пиар служба не само што не ги објавува во медиумите, туку не ги ни покрива со фотографија. Порталот пишува дека дипломатите и стручњаците за протокол знаат дека на државничка средба со израелски претседател не се оди со светло сив костим, плава кошула и црна вратоврска. Си има строг дрес-код како се прави тоа на државнички средби, каде што задолжителен е темен костум и бела кошула. Тоа се правила кои се почитуваат строго. Според Република, најголем автодемант на обидот да се представи посетата како државничка е кадарот кога Заев дава изјава, а во позадина и тоа како, и тоа крупно, се забележува човек во влечки и шорцеви и може да се забележат случајни минувачи, туристи, луѓе во вообичаена и лежерна облека. Ако Заев, независно што дава изјава во паркот во Тел Авив, бил пречекан како премиер, како што кажуваат Соросовите медиуми, тогаш сигурно ќе имаше средба и со израелскиот претседател на влада. Ќе беше пречекан со химна, знаме ќе имаше официјално соопштение на израелската држава. Она што останува исто дилема е вистинската тема на разговор и причината за посета. Зоран Заев на една од пресконференциите на која објавуваше нелегално стекнати материјали, објави телефонски разговори на израелски оперативец кој имал за задача и бил пратен од државата Израел да изменаџира израелска донација за македонската полиција. Република пишува дека објавувањето на странскиот посредник, вработен во Министерството за одбрана на една од најчувствителните во овој сектор држави Израел, во делот донација на безбедносна опрема, кои по дефиниција се тајни, е нарушување и на внатрешната безбедност, работа против интересите на државата, но и загрозување на односите на државата со еден од нејзините најстратешки партнери. Истовремено, во желбата да се додворат и да послужат на манипулациите кои ги прави СДСМ, дел од медиумите контрадикторни во извештаите кои ги пласираат за посетата, која ја разголува манипулацијата која сакаат да ја направат со патувањето на Заев. Според порталот, еден медиум во обидот да направи спектакл сака да ја представи посетата во позитивно светло и објавува наслови кои што немаат врска со она што го изјавува и министерот за внатрешни работи на Израел Шалом и Зоран Заев, а друг медиум многу поблизок до вистината пренесува дека израелскиот министер, спротивно од желбите на Заев, истакнал дека нема да се меша во внатрешните работи во Македонија.